Почитуван градоначалник на општина Виница, господин Емил Дончев, почитувана пратеничке во Собранието на Република Македонија, господја Манаскова, Магдалена, почитуван председател на ВМРО ДПМН, господин Никола Груевски, почитувани представници на коалиционите партии, почитувани кандидати за советници, почитувани мои сограѓани. Голема е честа и возбудата очи во очи со сите вас. Со крената глава да ви се обратам и да ви кажам дека гордост е да ги застапуваш и браниш политиките на ВМРО ДПМН. Затоа што во исто време тоа значи да ги застапуваш и браниш интересите на народот, неговиот патриотизам и непокор. ВМРО беше движење за слобода на Македонија. ВМРО ДПМН е движење за создавање на просперитетна и посилна Македонија, Македонија која се движи напред, но секогаш на браникот на уставноста, унитарноста и суверенитетот на државата. Секој од вас знае дека овие избори се повеќе од локални. На 15 октомври Македонија станува повторно на нозе. На 15 октомври ќе се случи референдум за Македонија. Сигурен сум дека секој од вас гледа, слуша, споредува и одмерува. Виничани повторно ќе донесат мудра одлука. Ќе кажат не за понижувањата на државата, за хаосот и неспособноста, за сите лаги и манипулации на СДС. Секој оној кој мисли дека со албанската платформа, договорот со Бугарија, воведување на албанскиот јазик како втор службен јазик на ниво на цела држава, преговорите со Грција кои се промена на името во најава, стратегијата за прифаќање на мигранти или со еден збор распродажба на државата ќе помине лесно, нека биде подготвен на голем отпор од народот. Овој хаос ќе престане многу брзо. Рамо до рамо, напред и силно, со лист и пенкало ќе се одбраниме државата, традиционалните вредности и идентитетот. Новата ера која почнува, ќе ја создаваме заедно, слушајќи ги вашите идеи, потикнување на развојот на малите и средни предпријатија и силна подршка на постоечките капацитети. Подобрување на условите за животот во општината, што подразбира вложување во комуналната и патна инфраструктура. Изградба на затворен пазар и реконструкција на Домот на културата, со што општината ќе го заокружи својот урбан лик. Развој на рурален туризам, негување на културата, традицијата, верата, спортот. Предизвиците кои доаѓаат се многубројни. Нашите способности за нивно решавање се докажани. Искуството, потенцијалот, интегритетот, угледот на кандидатите за советници од ВМРО ДПМН и коалицијата за подобра Македонија се уште еден показател дека сме одлучни за успех и победа. Секој што мисли дека во неговото место на живење не е направено доволно, нека размисли и нека се потсети како беше порано и нека споредува. Знаеме како е сега, а знам дека во иднина ќе биде уште подобро. Тргнуваме кон нова голема победа. Ќе одиме од врата до врата да го бараме вашиот глас. Во секое село, населба, во секоја улица.
Иднината зависи од нас. Силата мора да ја најдеме во нас, без разлика дали нашиот идеал е во семејството, државата, верата, нацијата, јазикот или идентитетот. На 15 октомври масовно да го дадеме гласот за број 13. Да покажеме на дело дека овде има државотворен народ со лидер достоен за почит Никола Груевски, кој не прифаќа федерализација, поделби, бришење на име, јазик и историја. Нема да дозволиме историјата да ни се повторува. Виница била и ќе остане ВМРО-вски град. Затоа, народе македонски, со какви идеи си ти? Доста беше, разбуди се, свести се, не спи ти. На 15 октомври со пенкало се одлучува за судбината на твоето место, твојата општина и твојата земја. Гордо одиме напред, за нова ера, нови победи, да сте ми живи и здрави, да живее ВМРО ДПМН, Македонија вечна!